Референдумот се наближува, но проблемите во избирачкиот список остануваат. Повеќе гласачи на една адреса, гласачи запишани на погрешни адреси, починати лица кои се уште имаат право на глас. Државната изборна комисија никако да се ослободи од проблемите кои години наназад се провлекуваат низ избирачкиот список пред секој изборен процес и представуваат камен на сопнување на политичките партии. Начинот на водење на избирачкиот список е предвиден со изборниот законник, ние токму така го водиме според таа методологија. Теренските проверки имавме основа во избирачкиот список во минатото пред едни од претходните избори да ги вршиме, тогаш ги извршивме и наодите од тие теренски проверки беа внесени во избирачкиот список. Сега избирачкиот список се води по онаа методологија која е утврдена во изборниот законник и која ја објаснив претходно со тие податоци и само врз основа на официјални податоци и официјални документи можеме да вршиме промени во избирачкиот список. Податоците во избирачкиот список кој денеска е ставен на јавен увид говорат дека 1.805.707 граѓани на Македонија имаат право на глас, но од Државната изборна комисија очекуваат оваа бројка да се промени. Тие испрати апел до сите кои имаат право на глас да ги проверат своите податоци и доколку има неточни информации веднаш да пријават во најблиската подрачна канцеларија на комисијата или да го сторат тоа по електронски пат. Избирачкиот список Државната изборна комисија го гради со податоци кои ги добиваме од надлежните институции, односно од Министерството за внатрешни работи, потоа Управата за водење на матични книги и основните судови во Република Македонија. Од тие податоци државјаните на Република Македонија кои имаат важечка лична карта или пасош, имаат 18 години наполнети, имаат деловна способност и пријавено последно живеалиште на територијата на Република Македонија, можат да бидат запишани во избирачкиот список. На тој начин го градиме избирачкиот список како јавна исправа. Во однос на барањата за измени на податоци за бришење или пак за запишување на некакви податоци во избирачкиот список, тие мора да бидат подкрепени со соодветна документација. Податоците за број на лица кои извршиле јавен увид ќе се изработуваат на крајот на секој ден, а податоците ќе бидат презентирани наредниот ден. Инаку, според информациите од диаспората, денеска за гласање се пријавиле 19 лица, а за да се отвори гласачко место во дипломатско-конзуларните представништва, потребни се минимум 10 гласачи.